за некои работи. Но жалосно е тоа што од наша гледна точка жалосно е, инаку од надвор за Брисел, за Вашингтон, тоа не ни жалосно, ни не жалосно, тоа е наша работа, нели? Но од наша гледна точка жалосно е тоа што за стратешки национални прашања се форсираат ситуации каде што некоја партија би добила нешто, а не гледајќи дека на сметка на тоа губи државата. Господин Груевски, инаку од надвор кога гледаат како и за секоја земја. Има власт, има опозиција, тоа што вика власт, опозицијата е нешто спротивно. Тоа е во секоја држава така кај што има демократија. Но од наша гледна точка, особено кога ќе се споредиме со Грција, каде што по ова прашање кој што и таму се третира како високо национално, власт и опозицијата имаат подеднакви позиции и тоа и користи на Грција. Во нашиот случај не користи кај нас. Еве сега гледате дека во нашиот случај имаме постојан притисок од страна на опозицијата, без малку по било која цена да прифатиме компромис, односно по било која цена, значи компромисот што го нудат, тоа е условот што го нуди Грција. Еве сега гледате дека и вие некојаш го промена на име и така натаму, и тоа не ги ослабнува опозициите. Знаете, однадвор велат, гледате, во Грција премиерот има притисок да не попушти, а вие имате во вашата земја притисок да попуштите. Попуштете. И вие ќе немате проблем и тој ќе нема проблем. Тоа е мојата позиција надвор кога ода. Независно што тука ќе слушаме манипулации од страна на Бранко Црвенковски дека он ќе прифатил се, а што ќе прифатам и така натаму. Ајде да разговараме за она што следува. Тоа е позицијата. Вика, ти си у подобра позиција, ајде прифати таму да ја завршиме работата. Она што сега се случува. Гледате дека и вие кои ги продолжувате одговорите, ја ви дозволувам така да коректноста постои секогаш. Македонската поддршката на Република Македонија во периодот што следи. Заклучокот е дека ќе биде разгледувано досието Македонија во наредните 6 месеци под шпанско претседателство, но колку земјите што и досега условно не поддржуваа, сега веќе велат дека на вистина можеби неопходно е брзо да се најде решение бидејќи поддршката се намалува. Пример Словенија и првиот човек, господинот Пахор, кој што јавно кажа дека компромисот е прашање кое што е суштинско за Република Македонија. Екзистенцијално прашање, како што тој вели. Дали Словенија веќе не ја дава онаа поддршка што ја даваше на Македонија? Јас се надевам дека господин Пахор брзо ќе ја посети Македонија, си го каже самиот ставот, што го има, или барем ќе даде некоја дополнителна изјава, бидејќи очигледно има недумници во врска со тоа. Она што јас го говорев со него и што по телефон ми го соопшти, е дека нема никаква промена во позицијата на Словенија. Тоа беше сега пред отприлика 5-6 дена или 7 дена. Имавме еден телефонски разговор. Имаше дури можност тој да дојде, не можност, имаше најава да дојде на денот на визната либерализација, но во последен момент ја откажа посетата попладнето затоа што истата вечер беше Копенхагенскиот самит и тој мораше да остане подолго од планираното. Знаете, заглавијата му на самитот во смисла на недонесување на одлуките како што преходно планира. И потоа се чувме. Утредента или за утредента се чувме. И тој ми рече, слушам разни гласини дека има во Македонија, дека ние сме промениле позицијата и така натаму, сакам да ве уверам дека такво нешто нема. Нормално треба да се најде некој решение, компромис и така натаму, но немаме промени во позицијата на поддршка на Македонија. Тоа ми го каже мене, најубаво кој ќе го најдат новинарите него или да му се јава да си каже тој самиот. Дефинитивно тоа ќе го направиме. Додека е ваква статус кво ситуацијата... морам да ви кажам уште една работа. Вие зборувате губење поддршка, добивање поддршка и така натаму. Говорам како меѓународно котира Македонија. Поддршката има две димензии. Првата димензија е принципијалноста, односно принципот дали си во право или не си во право во еден спор. И тука ние имаме сериозна предност. Тука нема дилеми, нели? Втората е интересите на државите. Тука Грција има предност. Затоа што е помогна внатре во Унијата, побогата, политички посилна, како поголема и помогна држава. И тука тие имаат предност, затоа што тие може да блокираат нешто друго во Европската Унија, има други интереси помеѓу државите. И што преовладува, интересите или правдата? Интересите. Јас би рекол, ако гледаме според бројот на држави кој кого поддржува во овој период, правдата преовладува. Ама доволно една земја за да те блокира. Значи Грција да нема ниту еден сојузник сега во Европската Унија. Сите да кажат Македонија е во право и треба да оди, тие велат ние ќе си го искористиме нашето право согласно правилата во Европската Унија да блокираме. И за да не се доведат во една ситуација на гласање со два прста дигање да
да падне една одлука, тие носат заклучоци како што донесоа сега. Се форсира една теза во јавноста дека всушност се случува нов поредок сега, дека едноставно начинот на функционирање како што го има Европската унија, па можеби и НАТО алијансата веќе не е ефективен, дека самите сваќаат дека имаат проблем со ветото како механизам и дека треба да се обстои и да се издржи за да се добие вистината и да се добие битката. Меѓутоа, верувате ли дека ќе се сменат начините на одлучување и во НАТО и во Европската унија во некое догледно скоро време? Немам сериозни информации дека во догледно скоро време тоа би се случило. Што значи како и да е, ние сме обврзани да влеземе и покрај можноста Грција постојано да поставува вето. Не ви разбрав прашањето, што сме значи, како и да е, ние влеземе? сме обврзани да станеме членка на Европската унија и НАТО, бидејќи тој заеднички став на сите партии и поддржан од над 90% од граѓаните и покрај тоа што Грција секогаш има право да стави вето. Значи треба ние да имаме позиција. Да најдеме ние варијанта. Сакаме да влеземе. Треба да најдеме варијанта, Не да. сме од никого врзани, но нашите позиции, како што кажавте, на главните политички партии, па и на граѓаните, Тоа е најголем обврска, процент, нели? се дека треба да влеземе. Ама исто така граѓаните не мислат дека треба да влеземе по било која цена. И дека треба да се немате направиме дилеми во јавност. дека треба друга штета да се направи. И тоа е битката сега. Не верувам дека некој, тоа е точно што сте окажале веројатно ке Папандреу, дека некој ќе се сложи на штета на државата или дека ќе се најде влада што во наредниве 100 години ќе прифати. Да, тоа му го кажав, му реков, ти со вакви услови нема 100 години да најдеш влада што ќе ти ги прифати. Меѓутоа во И да ги меѓувреме прифати таа влада ќе има сериозен проблем со граѓаните. во меѓувреме се комплицираат проблемите. Еве Бугарија сега отвара нови поглавја на проблематизирање досието Македонија апропо Европската унија. Условно нели се поставува прашање дека онаа декларација за добрососедство треба да стане на ниво на меѓудржавен договор и дека тие пак не би биле задоволни со името Северна Република Македонија затоа што дел од бугарска територија и држава сега исто така има право на наследство на овој термин. Па би рекол дека со Бугарија, независно што тука и таму има по некоја трезавица, по некоја искра ќе излезе, генерално немаме некој сериозен проблем. Бугарија е држава што не поддржува и имаме ние стари некои работи, доаѓаат нели од историјата ќе излезе нешто пак е. Но тоа не е така сериозно како што е проблемот со Грција. Тоа е прво. Второ, во однос на ова што го кажавте дека не се согласуваат со имињата Република Северна Македонија. Да, со тој термин. Мислам и со Горна и така натаму. Тоа го имам слушнато јас од нашиот амбасадор во Софија. Тој нима испратено една депеша во која што кажува дека многу високи политичари во таа држава му дале на знание дека тие, доколку евентуално ние прифатиме такво име, тие би протестирале. Тоа ни е доставено од амбасадорот во Софија. Ве прашувам затоа што долго време тлееше тезата дека времето работи за Македонија, меѓутоа сега очигледно е дека времето не работи за Македонија. Се усложнуваат и ќе се усложнуваат проблемите доколку останеме вака изолирани, бидејќи Србија и Црна Гора грабат напред, Албанија се доближува. Можно е во некој идно време и тие да поставуваат вета апропо Македонија. Јас не знам како работело времето за нас ако сега не работи за нас. Значи и преходно не работело за нас. Точно е тоа. Единствено може Тоа е нешто што се ширило како единствено може некој што тогаш бил на власт да си мислел дека работи за нас, а сега да констатирал дека бил грешка. Значи он мислел цело време и говорил дека времето работи, но всушност имал погрешна проценка. Сега констатира дека имал погрешна проценка и кажува не работи сега. А сега што констатирате вие? Што? Работи ли времето за Македонија? Знаете што? Целиот овој предмет или како да го кажеме, оваа проблематика не може да ја ставиме само во контекст на времето. Времето е многу важен фактор. Сите ние сакаме во времето на овој наш живот, ова наши години, младост и така натаму, да станеме членки на НАТО и на Европската унија. И тоа е разбирливо и разумно. Јас веројатно истото би го мислел како и секој граѓанин. Меѓутоа имаме услов за промена на име на држава, јазик и нација и понатаму топоними, кодови, ај тоа да не збориме што се други услови. 8 точки. Кои што едноставно не можеме да го гледаме исклучиво преку временска рамка. Тогаш ако е така, ако си кажеме немаме време, и еве да речеме времето ни е 6 месеци. Тоа значи другата страна треба само да чека да истечат тие 6 месеци и после тие 6 месеци ние треба да констатираме, нели, времето истече, прифаќаме све. Не може така да се гледат работите. Тогаш губиме ние, све губиме. И се што бара Грција, све ќе добие. Не може само преку временска рамка да ги гледаме. Сега не сме ги гледале преку временска рамка 18 години, што не е оправдување. Сега така во да овие месеци, сега само ќе ги гледаме преку временска рамка. Нема логика.
во целата оваа работа. Да, меѓутоа